Здраво на сите и добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Моја денешна соговорник е Билјана Радиновска, независна режисерка. Добре дојде, Пици. Здраво. Добре дојде и ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од овој серијал разговори. Хвала што ме викна и беше убаво што го прави тоа. Првото прашање со кое што го започнувам секој разговор е што значи да се биде театарски режисер? Како го доживеа прекинот на работа на театрите и како ти минаа првите полициски часови? Чекај малце да. Како што значи? Мислам дека значи како и секој друг што не е вработен во државна институција, кога ќе се најде со откажување на работи, треба да размисли за некој многу размислиш за сметките, за киријата, за месечните трошоци, за примања, така што нема некој, како да речам, себе доживување како режисер, иако не знам какво е тоа себе доживување, туку повеќе ти станува јасно во кој дел од општеството припаѓаш некако одеднаш. И иако тоа треба и од претходно да ти е јасно, сепак сега станува јасно некако практично, знаеш? И во кој дел од општеството припаѓаш ти? Како се чувствуваш? Па што знам, некако никакви мерки не ме опфатија, не се најдов во никакви можни комбинации, решенија или така натака. И така почнав да размислувам уствари за кај сум и како можам да се дефинирам себе си, кај припаѓам, така некако. Како го доживеа прекинот? Првите месеци, па мислам дека како и повеќето, тоест не знам уствари, имав закажано некои работи што ми беше многу драго да се случат, знаеш. Требаше да игра представа прв пат во Утрехт, што ја направи во Амстердам, некако да почне да има некаква друга публика од таа локалната амстердамска, да речеме. И многу се радував дека ќе идеме, пошто требаше да се доработи нешто за светлото, не беше добро направено минатиот пат, и си реков, таман овој пат сега, ќе можам да го досредам. Имаше нешто да се досреди. И се откажа тоа и се откажа и некои други работи. И тоа така малку ме кутна, мислам дека. Уствари ме кутна неизвестноста повеќе, отколку... мислам дека неизвестноста и веројатно идеше во различни бранови. Прво кај ќе земам, ќе чистам дома, па после ништо не ми се прави, па после што прават другите, па после кои се овие други, знаеш, така некако внатре надвор цело време. No. Ти веќе подолг период си во Холандија, така? Таму ги заврши своите мастер студии? Да, бев таму 2 години за школа, последна година останав, имав како talent development на еден театар програма. Една година беше тоа. И после долго време пробав да се фокусирам, да решам како добро сега тука сум, во Македонија сум или таму сум, знаеш, како да треба да донесеш некаква многу јасна одлука. И одлуката е многу практична, знаеш, кај ти се книгите, кај ти се стварите, да немаш ствари на 5 места у различни... Мислам дека знаеш како е, пошто ти беше навака натака едно време, така? Да. И после некое време разбирам дека од двете места има нешто кое што некако ме исполнува или ме провоцира или ме замислува или сакам да го видам. Така што си реков, окей, сега можам некако да развијам некој систем на бидување, некој период ваму, некој период таму. Мислам, пошто треба да работам овде, сум полого време овде, веројатно како да треба пак да се запознам со контекстот одново. Иако би требало да го знам, пошто се тие од прилика работите. Ама и си викам, ајде да поминам некое време, да видам што е, како е, што се работи, како се работи. Така некако. Во изминатиот период од кога настана пандемијата, настана вонредната состојба заради пандемијата, сите професии во сите сфери на општеството се префрлија на интернет платформите.
на тој начин се префрли образованието, а до некаде и театарот. Во изминатиот период, дали ти започна некои процеси преку овие Zoom платформи и дали на некој начин беше принудена да создаваш, да твориш, да учиш од дома? И како изгледа, како изгледа тој процес на трансформација на приватниот простор во работен простор? Мислам дека кај мене имало и порано апетит за ова што е онлайн присуство. Ако се сеќаваш, почнавме нешто да испробуваме преку Skype, Facebook, еден период и така натака. Веројатно била поинаква ургентноста тогаш, пошто секој знаеш дека имаш опција да не си таму, него можеш да си на друго место. И своевремено си мислев дека траеше пандемијата. Морам да кажам дека за мене затварањето на театрите значеше нешто, ама не и толку колку за тие кои што се вработени или кои што функционираат како ансамбл внатре. Може имаше дел од мене што мислеше дека можеби не е лошо да се затворат на една година за да се размисли како се работи, некако пошо види колку скопски спорам, човече. Бидејќи да, евидентно беше дека некако не функционираат работите од внатре, збориме институционално. Што се однесува до работењето онлайн, како знаеш, кога дел од мене да беше дека требаше да го видам дека доаѓа, требаше да земам предвид дека во еден момент ќе дојдеме до ова секако, бидејќи одевме натака веќе долго време. И да, и се прашањето е што човек да направи со тоа, знаеш, како да се поставиш во овој онлайн свет и својата работа и своите идеи или потреби или како и да е. Во однос на работата дома или не, мислам дека од секогаш сум работела многу дома. Во смисла, нели има еден дел кога си како затворен и мислам секој решава, некој па го отвараат и тој дел, некој не. На почетокот кога анализираш, кога пишуваш или како и да е, и го претвараш домашниот простор во работен и после евентуално излегуваш ти од тој простор и некој друг и не знам што се случува таму. Сега овој период требаше да одиме на резиденција во Финска, Сари Резиденс, кон фондација. Тие се како етаблирани фински, како да ги речеме, лаборатории, може да се кажат, за истражување во сценскиот, перформативниот, визуелниот израз. Многу бевме срекни што одбраја се една колешка од Амстердам, Изобел. Она работи како куратор и како визуелен уметник. Рама финците рекоа, дечки, не може да доаѓате, мислам, ако сакате, може средствата што требаше ги добиете за доаѓањето овде да ви бидат за дома, за некои трошоци, смисла на постабилен интернет и така натака. Така што работев од дома со помош на Душица Настова, која што влезе во целиот процес. Почнавме да истражуваме со простор, веројатно. Си мислам дека со простор истражував. И да ти кажам, некако многу поминавме. Мислам, денес не би имала се нешто да ти покажам, да ти речам ова го направивме, ова го снимивме или како и да. Ама доволно беше да се назначат некои места од кај што би сакал да тргнеш да истражуваш. Се наоѓавте со Душица во ист простор или повторно и вие комунициравте преку Zoom? Па кога во ист простор некако беше, бидејќи бевме три, секоја на некое место, пробувавме да се организираме така. Мислам, немаше. Ја многу сакам однапред некојаш кога ми е спланирано све, бидејќи не сум организација, не ми е јака страна. И тоа ме прави да се осеќам сигурно, кога имам месечно календарче тоа ме прави некако да сум окей, сега и веќе стикерчето, веќе календарчето, фломастерчето, ама тоа не можеше овој пат да се направи така, никако идеше ден за ден планирањето. Така. Кој е твоето мислење за онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо?
Дали успеа да погледнеш, дали си воопшто запознаена со тоа дека театрите кога прекинаа со работа, ги отворија своите архиви и започнаа прикажување на стари представи. Светските театри ги отворија представите за целата публика, прикажува и представи кои што се играле до неодамна. Дали успеа да погледнеш некои такви снимки, како ги доживуваш како публика? Мислам дека следев дека различни театри на различни места најдоа модели кои што им одговараат. Некои прикажуваат стари представи, веќе кои што не се играат, некои прикажуваат тековни представи, ама ограничено, само 10 пати ќе ја прикажеме. Фестивали со дискусии, мислам разни работи се случија, морам да кажам. Мислам дека не бев од тие првите што ги гледа овие представи, не си го најдов таму местото, како да речем. Видов од прилика што се игра и така натака. Ама ми беше како некакво патување во времето, условно кажано, на кое што не сакав да се качам, пошто се случуваше друго патување во времето. И сакав да бидам едно во кое. Така некако. Наспроти овие онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо, се создадоа проекти кои што се подготвија за време на вонредната состојба и за време на полициските часови. Како такви примери во нашата земја се тој и таа интернет перформансот во режија на Дејан Дамјановски, а во изведба на ансамблот на Велешкиот театар, како и Илузии во режија на Нела Витошевиќ, а во продукција на Вондерленд театар, како и многу други од другите земји. Како ги доживуваш овие проекти кои што се случуваат во интернет просторот и подоцна може да бидат гледани нели од удобноста на каучот, а на екраните на телевизорите или на телефоните или таблетите? Да, ги следев и Велешкиот театар и Кумановскиот театар има читање на книги, на детски приказни, може да се рече. И ја гледав Илузии исто така. Па имаше, ќе тргнам Кумановската на страна, ако смеам така. Ама во тоа што го гледав од приготвено од Велешкиот театар и тоа што гледав приготвено од Нела, имаше нешто слично што ми стана доста интересно и почнав да се мислам зошто вака сега одеднаш. А тоа беше известно кадрирање и потреба да се докаже дека сме во истиот простор. Тоест го имаше, мислам некој двете имаше некој сличен мизансцена, тоа беше кога јас посегнувам со рака водам навака и се замисли рака кај тебе да излезе. И као јас сум таму, да речем. И почнав да се прашувам која е позицијата на театарот кој што не се сработува во исти простор, а кој што сака да се представи дека е во исти простор. Почнав да се прашувам за тие некои параметри, да речеме, бидејќи тоа овде и сега стана многу евидентно и стана многу доминантно. Мислам, од секој што имала проблем со тоа овде и сега, што е овде, што е сега, што сака да каже, како се прави свето. Меѓутоа, мислам дека фактот што се работеше за снимки ги премести од тоа сега, ги стави во некое друго сега. И тоа што беше овде, а не овде, исто ги стави на некое друго место. Така што за мене како гледач не можам да кажам дека искомуницираа баш во своите намери, да речеме. Меѓутоа, затоа ја спомнав во Кумановскиот серијал, бидејќи читаа книги за деца, се тоа немаше намера да биде, како да речам, ништо друго, освен читање. Речеме, сега сме кај една глумица дома и она има цвеќе големо. И после сме кај друга глумица дома и она има некоја цвеќе. Се појавија неколку цвекиња и фактот што беа тие цвекиња присутни, за мене значеше дека евидентно не сме во истиот простор, меѓутоа постои имагинација што ако би биле. И таа имагинација на што ако би биле ме направи позаангажирана како публика, отколку
докажувањето дека сме, тоест не сме. Так. Така некако. Не знам дали јасно ти Да, одговорам. баш интересна обзервација на сите три проекти. Па да ти кажам, мислам дека тоа ми беше работа периодов, како пошто режисерската работа е поделена на неколку сегменти и веројатно е начин на гледање на светот цело време. Или начин на обмислување на сопствените сметки или на сопствените приходи, одма се врзуваш за социјална драма, мислам не можеш да избегаш нигде, ако ти е тоа животот. И мислам дека дел од работата е во гледање на нештото. Или обсервирање, или како сакаш. И за мене овој цел период е еден вид акумулирање. Следното моје прашање до тебе, Вици, е кои се твоите планови како режисер, доколку хипотетички ова ситуација продолжи? Па прво, ситуацијата која што ја опишуваме како ситуација е некако долг период на време, изменати пракси во живењето, изменати пракси во што е блиску, што е далеку, што е интимно, што е јавно. Некако на многу работи вака им се смени малку перспективата. Меѓутоа, како да ти кажам, моите планови се да пробам. Моите планови се да пробам да изнајдам начин кој што ќе одговара на, како да речам, пошто секојаш си ти првата публика. Кога правиш нешто, секојаш си ти првата публика. Јас сум таа иста публика што гледа Netflix, што скрола на Facebook, што скрола на Instagram, што гледа на TikTok, што прават. Јас сум оваа публика овде денес. И некако мислам дека ќе се обидам да направам нешто кое што ќе може да оствари некаков диалог со таа публика која што не можам да замислам во моментов. Не знам дали ја замислам луѓе како седат дома и гледаат на екранов, или ја замислам луѓе како доаѓаат и седнуваат во некој простор, како во некој расчекор цело време, знаеш? Може ќе има, може ќе нема. Може ќе има втор бран, како тој расчекор. И би сакала да позборувам малку за тој расчекор, пошто мислам дека сме таму веќе некое време. Јасно. Во овие услови, кој е местото, улогата и функцијата на театарот во нашето општество? Кој е, Џоџе? Еве да почнеме од тоа кој ја дава улогата, кој му ја дава функцијата, кој го одредува местото на театарот во едно општество. Мислам дека е тоа повеќе слојно, бидејќи ти ако обремениш, да речеме, 100 луѓе кои што се во независниот сектор, со други грижи, оние нема да можат да размислуваат ниту за театарот, ниту кое е неговото место, ќе мора да работат други работи. И многу ме потсеќа тоа на оваа Симон де Бовар, кој што викаше како може да очекувате ви од жените да учествуваат активно во интелектуалната дебата на општеството, кога она станува цабајле мие садови, прави ручек, има 3 деца, значи не си поминува саатот во други активности. Она не може да се пушти во не знам си какви дискусии, не заради тоа што го нема знаењето или интересот, него заради тоа што се така преодредени нештата да се стави вниманието на друго место. Така што ќе биде со театарот, не знам, ама тоа веќе јас не знам полго време. Не е заради пандемијата, туку е заради конкретно кај нас има еден многу интересен систем кој што не знам дали се променува, дали ќе се промени или како ќе оди. Ама е веќе некое време, знаеш, ова мислам дека со пандемијата као да стаи под лупа одредени работи, не дека се овие нови неочекувани работи, дека сме ние шокирани. Не, тоа се истите работи од претходно, само сега Zoom
зумирани малце повнатре. Да можеш да ги видиш. Како би действувале, како би се справиле со оваа ситуација големите уметници од минатото кои што те инспирирале и влијаеле на твојот развој како театарски режисер? Па и мислам дека сум од оние луѓе што касно сваќаат, како покасно да сваќаат некои работи. И веројатно со заменувањето на Златко Славински сватив дека неговото присуство било незаменливо важно за мојот развој, за размислување како режисер, како личност, како што сакаш, како све. И со време ми збореше понекогаш да изиме таа книгата прочита. Он напише една книга 1.0 вовед во бесконечност. И секогаш наоѓав друго нешто да читам, така на така, и сега дојде време да ја прочитам, да сватам дека пред 10 години почнува да пишува за каква ќе биде комуникацијата помеѓу театарот и гледачот, кога тој истиот гледач е подложен и во интеракција со овој онлайн свет, како го викаме. И зборува за таа тој некаков сооднос на нештото. И мислам дека во ова време ми беше доста блиско го држав до себе тоа четиво. И таму има размислување и затоа е вовед, некако е воведно во размислување и претпоставам дека ќе напишал уште повеќе, бидејќи ќе испробал уште повеќе. И таму некако гледам некаква логика или некаква содржина. Пошто сега човек си поставува прашање што све треба да земам предвид. Кога ти почнеш да правиш нешто, кој е всушност овој контекст во кој што сум, што јас треба да го земам во предвид, за од таму да творам, да се обратам кон некого, да имам некој разговор со некого. Така. Ова беше и последното прашање до тебе, Ци. Но оставам простор секогаш на крајот од разговорот соговорникот да се каже се што не било опфатено од моите прашања или да се испрати една порака до постпандемскиот театарски режисер. Колку чувствуваш потреба за тоа? Постпандемскиот. Па мислам дека пред некој ден имав многу убав разговор со Александар Ивановски, што скоро заврши режија пред 2-3 години, не знам точно кога. И ми спомна за една песна од Радоман Павловски, поема која што зборува за тоа дека, или ја така си ја сватив, не знам дали така ми ја кажа, дека треба да земеш, кога има некој настан, и ти си внатре во настанот, така, околу тебе све, дека треба најдеш начин како да земеш дистанца. Го слушаш ма? Да, старо купуjem. Старо купуjem. Треба го прашаме него за театарот во пандемијата. И дека треба да земеш дистанца за да видиш каде си бил, дека само со таа дистанца ти можеш да ги видиш работите. И мислам дека тоа е тоа што би требало да се случува периодот, некако личеше таму негде март дека имаме шанса да ги направиме работите поинаку од претходно. Дека имаме шанса поинаку општествено да се организираме. Не знам што направивме точно со таа шанса. Ама мислам дека ќе треба време за да се погледне. Што точно се случи, знаеш? Така е. Благодарам многу, Бици, што се согласи да бидеш дел од овој серијал и што на свој начин оригинално ги направи обсервација на целиот овој период. Благодарам.